Почнуваме со урбани вести, добродојдовте. Според Институтот за стандардизација, сообраќајната бучава може да се реши со вградени уреди на патиштата. Ова е веста на денот, а во продолжение ги гледаме дел од насловите за денеска. Сообраќајната бучава може да се реши со вградени уреди на патиштата. Голема екоакција в сабота во Карпош. Матуранти, внимавајте на паричникот и џебовите при купувањето облека. Родителите со несекојдневни барања од аниматорите. Бучавата во Скопје се повеќе се зголемува. Според центрите за јавно здравје, кои што се задолжени за мерење на бучавата, последниве години во Скопје има поголема бучава за скоро 10 децибели. Институтот за стандардизација пак со препорака до останатите институции во државата, како и до правните субјекти и угостителските објекти, да ги почитуваат пропишаните стандарди. Град Скопје неодамна распиша повик за јавна набавка за изработка на стратегиска карта и акционен план за бучавата во Скопје. Со цел да дознаеме за што конкретно станува збор, се обративме до градската прес-служба, од каде што не информираа дека станува збор за изработка на стратегиска карта, која представува темелна карта за бучава, со сеопфатна проценка за опатеноста на бучавата и изложеноста на населението од различни извори. Станува збор за продолжување на активностите и анализите на состојбите со бучавата кој секторот за заштита на животната средина на град Скопје ги врши, додека со акциониот план треба да се даде план за управување со проблемите и ефектите предизвикани од бучавата, вклучувајќи и активности за намалување на истата, велат од град Скопје. Стратегиската карта на бучавата на град Скопје ќе ја опфати бучавата што емитираат патниот и железничкиот сообраќај, бучавата од авионите, како и индустријските локации или инсталации, кои се обврзани да обезбедат интегрирани еколошки дозволи или решенија за одобрување на еколошки елаборати. Во Македонија постои и Институт за стандардизација, чии пропишани стандарди задолжително треба да ги почитуваат институциите и правните субјекти. Советникот Горан Плитварски за Прва Скопска денеска објасни дека пропишани се и стандарди според кои градот или државата при изградба на автопати или сообраќајници задолжително треба да обезбеди уреди за намалување на бучавата. Но Институтот за стандардизација нема надлежност да казнува за непочитување на стандардите. Поттука останува отворено прашањето колку се почитуваат овие европски стандарди. Делот за сообраќајот, тоа се 19 македонски стандарди. Во глобала тоа е една серија на стандарди кои што однесува уреди за намалување на бучавоста кај патните сообраќајници. Значи, имајќи во предвид регулацијата која што е дадена во овие легислативни акти донесени од соодветните министерства, поддршката кон тоа ја даваат овие стандарди во насока на намалување на бучавоста и нејзино прегушување во одреден дел од денот или во одреден дел од сообраќајот кога е оценето дека бучавата надминува одредени граници. Тие се стандарди кои што се однесуваат на акустични и неакустични елементи, односно во одреден дел од автопатот може да се предвиди или сообраќајницата да се предвиди уреди кои што ќе извршат прегушување на таа бучава или нејзина апсорција. Кон овие стандарди кои што се однесуваат за уреди на намалување на бучавоста, конкретно постојат и два стандарди кои што се наменети за индустријските возила и стандардите кои што се наменети за возилата за смет, собирање на смет. И глобала, како за овие, така и за претходните што ги спомнав, основниот аспект е мерење и тест методите кои што ги произведуваат, односно бучавата ја ствараат. Бучавата во Скопје се мери на 14 мерни места, на пролет и на есен, од страна на центрите за јавно здравје, кои што покажуваат дека на одредени места бучавата е зголемена и за 10 децибели. Негативните здравствени ефекти кај изложената популација се манифестираат како вознемиреност, нарушување на спиењето, пречки во говорната комуникација, кардиоваскуларни заболувања, нарушување на менталното здравје, успорен интелектуален развој на децата. Во однос на изложеноста на бучава, на удар се старите лица, луѓето со оштетен слух, децата кои се во фаза на когнитивниот развој и психички лабилните личности, изјави за Нова професор доктор Гордана Ристовска од секторот екологија при Институтот за јавно здравје.
Во општина Карпош в сабота ќе се одржи голема екоакција за чистење на одредени делови на општината. Општина Карпош ги повикува сите граѓани, здруженија, компании и институции да се приклучат на акцијата и да придонесат за почиста животна средина. Голема екоакција ќе се одржи в сабота во 10 часот во општина Карпош, најави денеска градоначалникот Стефан Богоев. Тој ги повика сите граѓани, невладини организации, граѓански здруженија, приватни и општествено одговорни компании и институции што се наоѓаат на територија на Карпош да се приклучат на акцијата. Ги повикувам сите граѓани, невладини организации, граѓански здруженија, приватни и општествено одговорни компании и институции кои се наоѓаат на територија на општина Карпош да ни се приклучат оваа сабота во 10 часот во големата екоакција за чистење на општина Карпош, и тоа на следните пунктови. Кеј на Вардар на 2 собирни места. Во 10 часот под хотелот Александар Палас кај фитнес зоната и од другата страна кај крајот на булеварот Илинден кај патеката што води до мостот Газела спроти Карпош 4. Пункт кај Министерството за економија на улица Јури Гагарин, на булевар Партизански одреди 4 собирни пунктови. Во 10 часот сите 4 и тоа кај автобуската постојка и пекарата Мал одмор спроти Симпо, кај Симпо, кај мостот Обединети нации кај воените кули, како и спроти воените кули кај трите бели кули во Карпош 4. Следен пункт платото на Млечен пред кафе бар Ли, платото во трговскиот центар Лептокарија, на Коцката пред кафе барот Ревија, како и во Порта Влаe на плоштадот Делфина. Градоначалникот Богоев додаде дека по завршување на саботната акција, општината ќе излезе со јавен повик до сите општествено одговорни компании, граѓани, предпријатија на град Скопје и другите државни институции за целосна нивна поддршка во механизација и човечка сила да се вклучат во одреден датум, што подоцна ќе биде истакнат за чистење на целиот дел на реката Вардар, каде што пред неколку дена избувна пожар. Во пресред на матурските прослави почнува потрагата посвечени костуми и фустани. Продавниците и бутиците почнаа да се полнат со купувачи, но има и такви кои разгледуваат понуди и во градовите од соседството. При ваквите прошетки полицијата апелира на зголемена предпазливост на купувачите кои наидуваат на измамници и криминалци кои можат вешто да им ги извлечат парите наменети за облека. Се ближат матурските прослави, а матурантите ја почнуваат потрагата посвечена облека за матурската забава. Продавниците за облека веќе почнаа да се полнат со убави свечени и скапи фустани и костуми за матурантите со кои ќе го заокружат средното образование. Понуда за матурантите има и во помалите градови, но најголем избор има во главниот град, па тие често се одлучуваат да ја прошетаат целата држава за да го најдат совршеното матурско парче. Но има и такви што разгледуваат понуди и во градовите од соседството, како Белград, Солун и Софија. Но кога се патува надвор, треба да се внимава купувањето и сладкото задоволство да не се претвори во кошмар. Многу често купувачите наидуваат на измамници и криминалци кои можат лесно да им ги извлечат парите наменети за облека. Вакви искуства раскажуваат матуранти кои биле жртви на овој вид кражби минатата година во Белград, на улицата Кнез Михајлова. Истото се случува и во Солун, Софија и во другите градови кои ги посетуваат матурантите. Од полицијата велат дека цел на кражбите се мобилни телефони, паричници и чанти, а сето ова најчесто се случува на улиците, јавниот превоз, како и во бутиците за облека. За да се заштитите од кражбите и вашиот шопинг да биде уживање, треба многу да внимавате во некои делови од овие градови, како ги држите чантите и мобилните телефони и со кого разговарате. Особено треба да се внимава во големите трговски центри, каде има поголема маса на луѓе. Потоа треба да се внимава и во кафулињата, да не се оставаат чантите обесени на столче. Покрај кражбите, исто така матурантите треба да внимаваат и на цените. Обичај е пред матурските прослави цената за одредено парче облека да биде 5 пати повисока од претходно што се продавало. Па изборот останува на матурантите, од каде ќе купуваат и како ќе се заштитат од несаканите ситуации.
Родителите на денешните деца се почесто се ангажираат роденденските забави на децата да бидат претворени во вистинска бајка со омилените ликови од цртаните филмови, па се почесто плаќаат професионални лица за да ја направат темата и декорацијата на нивното дете. Но покрај декорациите, родителите имаат и несекојдневни барања од аниматорите. Кога станува збор за детските родендени, родителите секогаш сакаат роденденските забави да изгледаат совршено, а со тоа и нивното дете ќе се чувствува среќно и задоволно. За роденденските забави децата најчесто сакаат да биде присутен омилениот лик од цртаните филмови. Најчесто тоа се Маша и Медо, Прасето Пепа, Мики и Мини Маус, Ана и Елза и уште многу други ликови кои ги сакаат децата. За сето тоа да биде убаво декорирано, професионалните лица имаат обврска да ги задоволат детските желби. Во разговор за Прва Скопска, Марија Митровска-Силјановска, која работи со декорирање на детските родендени, вели дека сите декорации кои се изработуваат се направени рачно, а родителите секогаш имаат желба родендено да биде уникатен и да се случува нешто несекојдневно. Тренд стана сладки мамаси пред 2-3 години и уште ги држи она америчкиот стил на мајките поготово, што ги има по филмовите, тоа се случува кај нас веќе во Скопје во Македонија. Организираат и плаќаат за тоа. Тоа значи дека претежно кога нели ќе договараме некој роден ден декорација, сака да изгледа тоа префинато, отмано и луксузно, да има нели зависно пак ќе кажам која мајка што сака, кои се нивните желби, најпрвен започнуваат со сладките маси. Се што е рачно изработено, значи се што јас искрено ги работам со овие две раце со 10 прсти, кажувам дека не се цени доволно кај нас во Македонија. Односно, имаме нели сите клиенти претежно ги гледам дека бараат за пониска цена да добијат нешто што е навистина многу вредно, за која ние организаторите трошиме и време и труд. Марија додава дека обично изборот на родителите е на роденденските забави да има сладка маса, многу балони, персонализирани производи и секако еден од омилените ликови од цртаните филмови. Марија вели дека сите детски родендени се убави и најсреќна е тогаш кога има среќни клиенти, но додава дека и родителите понекогаш имаат несекојдневни барања од аниматорите, како на пример Спајдермен да се симнува од бандера. Јас секојдневно се соочувам со бисери на детски родендени, мада ќе го нагласам ова и веќе поздравим мајката доколку не гледа тука. Имав специфично барање за Спајдермен. Ми се јавува мајката и ми кажува: Марија, дали можеш да ни присуствуваш таму и таму на тоа? Викам: да, може. Сакаме Спајдермен како анимација, во ред. И сега имаше некое чудно барање, ми викам: јас сакам Спајдермен, па што знам, вика, да се симне од бандера. Ја викам: како, викам, да се симне Спајдермен в бандера? Викам: јас тоа не можам да го направам, ма да направивме малце поинаква анимација, битно славеникот беше среќен. За прославувањето на родендените, игротеките се тренд во денешно време, но како што додава Марија, во последно време родителите сакаат родендените да ги организираат во домот или во некоја убаво декорирана градина. Регистрирани 283 заболени од грип. Се заваруваат шахтите на плоштадот во Скопје од безбедносни причини. Укината забраната за движење во шуми и шумски подрачја. Според последниот извештај на Институтот за јавно здравје, во текот на минатата недела регистрирани се 283 заболени од грип, што е за 40% помалку споредено со неделата пред неа. Во текот на целата сезона вкупниот број заболени од грип изнесува 20.940. Во текот на изминатата недела од 1 до 7 април во државава се регистрирани 283 заболени од грип, што е за 40,8% помалку споредено со неделата пред неа, кога беа регистрирани 478 заболени. Не се регистрирани смртни случаи асоцирани со грип, се наведува во извештајот објавен денеска на веб страницата на Институтот за јавно здравје. Регистрираната инциденца оваа недела укажува на ниска
активност на вирусот на грип. Бројот на пријавени лица оваа недела е поголем за 56,4% споредено со истиот период минатата сезона. Изминатата недела најголем број заболени лица, 191, се пријавени во најголемата возрастна група од 15 до 64 години, додека највисока инциденца од 17,9 на 100.000 жители е регистрирана кај возрастната група лица постари од 65 години. Во сезоната 2018-2019 година вкупниот број заболени од грип изнесува 20.940. Јавното предпријатие Водовод и канализација ги затвора шахтите на Скопскиот плоштад. Од предпријатието велат дека ова се прави од безбедносни причини поради одржувањето на Скопскиот маратон и посетата на ВИП личности во наредниот период. Шахтите на Скопскиот плоштад денеска се заваруваат од страна на екипи на јавното предпријатие Водовод и канализација. Од јавното предпријатие информираат дека се работи за пракса која се реализира секоја година од безбедносни причини, поради одржувањето на Скопскиот маратон и посета на ВИП личности. Во посета на Скопје на 7 мај треба да дојде поглаварот на Римокатоличката црква папата Франциск. Едно од местата на кое ќе престојува папата за време на престојот ќе биде и централниот плоштад во Скопје. Од денеска е укината забраната за движење во шуми и шумски подрачја која беше на сила поради појавата на голем број пожари. Како што соопшти Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, оваа одлука е донесена поради тоа што во моментот нема активни пожари и нема опасност од појава на нови шумски пожари. Укината е забраната за движење во шуми и шумски подрачја што беше во сила од 29 минатиот месец поради појавата на големиот број пожари. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство денеска соопшти дека одлуката за делумна забрана за движење во шуми се укинува поради тоа што моментално, согласно со добиените информации од терен, нема активни пожари и нема опасност од појава на нови шумски пожари. Екипите од Државниот инспекторат за земјоделство, шумската полиција и Државниот инспекторат за шумарство и ловство и во следниот период ќе ја следат состојбата на терен, информираат од Министерството. Оттаму потсетуваат дека се забранува палење на стрништа, плевел и други растителни отпадоци во ловиштата, како превентивна мерка за заштита на шумски пожари. За непочитување на одредбите од Законот за ловство се предвидува глоба во износ од 1500 до 3000 евра во денарска противредност за прекршок на физичко лице. Метеоролозите најавуваат дека продолжува периодот на променливо и нестабилно време со локални врнежи од дожд, грмежи и засилен ветер. Пообилни врнежи се очекуваат од утре попладне, во текот на ноќта и сабота, кога ќе има пад на дневната температура. Во Скопје слично време, променливо облачно со локални врнежи од дожд, проследени со грмежи и засилен ветер. Денеска имавме температура до 18 степени, за утре исто ќе се искачи до 18 степен. В сабота температурата ќе се движи од 5 до 15 степени, недела од 6 до 19 и понеделник од 5 до 20 степени Целзиусови. Почитувани гледачи, со временската прогноза го завршуваме ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што не следевте, повеќе наслови можете да прочитате на нашата веб страна mtm.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување.